Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Пациентите со хематолошки болести, односно со болести на крвта, имаат намален имунитет, а имунитетот е првата бариера во борбата против вирусите, бактериите, габичките и другите агенции што предизвикуваат заболувања. Како се подобри имунитетот кај овие пациенти, меѓу кои што има и диагнози како што се акутна и хронична леукемија? Ова прашање ќе му го поставиме на професор доктор Злате Стојановски, субспецијалист по хематологија од Универзитетската клиника за хематологија во Скопје. Ке пуштиме блок реклами, а веднаш потоа стартува разговорот во студиото. Останете на телма. Професор доктор Злате Стојановски, субспецијалист по хематологија од Универзитетската клиника за хематологија, ќе ни појасни како може да се подобри имунитетот кај пациентите со хематолошки болести. Професоре, добар ден. Добар ден. Да се поздравиме. Прв пат доаѓате во ова студио. Така, ви благодарам на поканата. На нашето последно интервју двајцата бевме со заштитни маски поради коронавирусната пандемија, да се надеваме да не се повтори никогаш. Никогаш нема да се повтори, така. Да започнеме од она што е релативно честа хематолошка болест, а тоа се леукемиите. Станува збор за малигни заболувања на крвта. Каде тие точно се случуваат? Така, леукемиите се болести на матичната клетка. Матичната клетка се наоѓа во коскената срцевина. Таа е орган кој што создава крв. Матичните клетки се диференцираат, созреваат и од нив се создава црвената крвна лоза, тоа се еритроцитите, белата крвна лоза, леукоцитите и крвните плочки, односно тромбоцитите. Леукемиите се познати одамна, тоа се болести кои што човештвото веројатно секогаш ги имало, бидејќи пронајдена е промени во смисол на леукемија кај остаток фосил стар 7000 години, така да веројатно од кога има човештво, од кога постои крв, постојат и вакви крвни заболувања. Акутните леукемии се неопластични заболувања, малигни заболувања на крвта. Кај нив дефектот настанува во коскената срцевина, во матичната клетка и имунитетот веројатно и тука има свое место. Веројатно причината за настанокот на леукемиите е комплексна. Не е само еден фактор тој кој што може да ја причини леукемијата. Знаеме, познато е дека јонизирачкото зрачење, например, има сигурно влијание на настанокот на леукемиите, бидејќи после Нагасаки и Хирошима имаше, да речеме, епидемија од пациенти со хронични миелоидни леукемии. Значи, зрачењето е сигурно еден факт, докажан, кој што може да предизвика леукемија. Покрај тоа хемикали, особено бензен, начинот на живот, индустриализацијата, но и одреден тип на вируси, HTLV1 и HTLV2, тоа се постарите браќа на вирусот на ХИВ, може да бидат причинители на одредени типови на леукемии. Знаеме, например, дека Епштејн-Баровиот вирус предизвикува одредени типови лимфоми, леукемии, така да имунитетот е многу важен во настанокот на леукемиите. Во текот на еволуцијата, човекот створил специфични субпопулации на лимфоцити кои што се одговорни да ги препознаат со вирус или со бактерија заразените клетки и да ги елиминираат од организмот. Тоа се случува и со малигно променетите клетки, бидејќи коскената срцевина е орган кој што може да создава неколку милиарди крвни клетки дневно. Значи има огромен потенцијал, а тоа значи дека можностите за грешка и влијанија може да бидат огромни. Имунитетот ги распознава своето и не своето, односно селф ја распознава грешката. Ја препознава грешката и треба да ги препознае туѓите антигени. На тој начин ги отстранува бактериите и вирусите од организмот. Но, поради одредени причини, малигните клетки, кои што формираат свој клон, ја избегнуваат оваа имунолошка контрола, ја губат експримираноста на мајорниот хистокомпатибилен комплекс класа 1 молекулите на својата површина и имунитетот не може да ги препознае. Затоа тие
формираат свој клон, се шират, живеат подолго отколку во обичаените клетки, значи немаат апоптоза, ја викаме, програмираната клеточна смрт. Колку време, например, нормалниот еритроцит треба да живее 120 дена. Добро. Тој што е малиген во склоп на еритроидна леукемија, например, живее многу подолго, се дели побрзо и на тој начин ја освојува коскената срцевина, ги потиснува останатите лози, што доведува до симптомите на болеста за кој што ќе зборуваме во следниот дел. Така, споминавте... Значи, сепак имунитетот има своје значење во надзорот над малигната трансформација на клетките, и тоа важи не само за леукемиите, веројатно важи и за останатите малигни заболувања. Така се случува нешто поради кое што не можат да ги препознаат и да ги елиминираат од организам. Веројатно не само малигно променетите клетки, туку и нивното милие, бидејќи како одиме напред во науката, осознаваме многу клеточни интерреакции кои што се случуваат, за кои што се важни одредени цитокини, одредени фактори на раст, одредени други субстанции кои што денес стануваат и таргет за одредена имунолошка терапија, што е од извонредно важна и револуционерна напредок на медицината. Кои клетки обично се засегнати кај леукемиите? Бидејќи ние обично инстинктивно сметаме дека тоа се леукоцитите. Но сега еве споминавте дека можат и еритроцитите да се размножуваат абнормално. Малигната трансформација настанува на ниво на матичната клетка. Таа е променета, може и во позрелите стадиуми да се случи малигна трансформација и формирање на свој клон, така да може да биде леукемијата на леукоцитите, може да биде на еритроцитите, таа еритробластна, може и на мајките клетки на тромбоцитите, може да биде и мегакариобластна леукемијата, значи сите три лози можат малигно да се трансформираат и да пролиферираат. Зошто леукоцитите ни се важен параметар и што треба да внимаваме кога ќе дојде кај нас пациент со променета крвна слика и на што треба да внимаваме во крвта. Вообичаено бројот на леукоцитите кај леукемиите е зголемен, но не е секогаш така. Значи може да биде нормален. Може да биде и нормален, а некогаш може да биде и намален ако инфилтрацијата во коскената срцевина е енормна, е многу голема, така да во периферната крв нема да може да излегуваат ниту леукоцити. Покрај бројот на леукоцитите се разбира овие пациенти имаат намалени вредности на еритроцитите и намалени вредности на тромбоцитите. Тие треба да бидат сигнал во крвната слика како да го упатиме овој пациент на понатамошни исследувања. Од ваквите патофизиолошки настани произлегуваат всушност и симптомите на кои што би се жалеле пациентите со леукемии. Заради потиснувањето на еритроцитите, пациентите ќе имаат анемија, ќе имаат слабокрвност и ќе се жалат на симптомите на недостаток на кислород, на хипоксија. На немоќ. Така, вела дека болеста настапува бавно, но пациентите многу брзо ги забележуваат симптомите. Така, и слабост, немоќта, слабоста се првите симптоми. Срцебиење, брзо заморување, намалена концентрација, се тоа симптоми на така наречениот анемичен синдром. Покрај тоа, заради намалениот број на тромбоцити, може да имаме крварења, кои што може да бидат од точкасти, петехијални, може да бидат крварења од нос, тоа го нарекуваме епистакса, од жлебините, гингиворагија. Значи може и непцата да крварат. И непцата, тоа е многу важен знак за настанок на ваков тип на заболување. Ако ненадејно почнат да крварат непцата, бидејќи многу имаат лица проблеми со непцата. Како да препознаат дали крварењето е... Крвната слика ќе биде водич, дали се работи за една парадентопатија, да речеме, во која што има крварење на непцата, или се работи за некаква хематолошка болест во која што бројот на тромбоцитите ќе биде намален. Како изгледат тие модрици по телото што се вуваат? Специфични ли се? Еве да речеме на допир сигурно нема да чувствуваат пациентите болка. Спонтаните крварења кои што се тромбоцитопенични, кои што настануваат како резултат на намалени тромбоцити, се точкасти крварења, кои што вообичаено се локализирани на екстремитетите
најчесто на долните екстремитети и на предниот абдоминален ѕид. Може да бидат во вид на поголеми крварења, кои што ги нарекуваме хематоми, или дури суфузии и химози, тоа се поголеми подрачја на крварења во кожата. Да. Покрај тоа, кај одредени типови на леукемии има не само тромбоцитопенија, туку има и одредени други коагулациони дефекти на факторите на коагулација, па заради тоа може да бидат крварењата многу екстензивни, многу обилни. А дали лимфните јазли секогаш се зголемени? Не, лимфните јазли не се секогаш зголемени, кај акутните леукемии, вообичаено кај лимфобластните типови на леукемии се зголемени, почесто кај хроничната лимфоцитна леукемија, и тоа е еден од главните обележја на ова заболување, на хроничната лимфоцитна леукемија, заедно со малигните лимфоми, тие се окарактеризирани со зголемени лимфни јазли како знак на болест. Има ли типични места на кои што се тие зголемени? Во човековиот организам има преку 300 лимфни јазли и тие се дел од имунолошкиот систем. Тие имаат за задача да го препознаат антигенот. Средбата антиген-антитело се случува во нив и при таа средба тие може да ја зголемат својата големина некогаш и до 20 пати. Затоа лимфаденопатијата, зголемените лимфни јазли се аларм кој што треба лекарите, матичните лекари да го препознаат и соодветно да го испитуваат понатаму. Почнувајќи од пункција на лимфниот јазол, биопсија, бидејќи зад ова лимфаденопатија може да се крие реактивно зголемени лимфни јазли заради некакви инфективни случувања, но може да се зголемени заради одредени малигни заболувања. А страдат ли одредени органи, да речеме? Можеме ли да имаме некакви стомачни тегоби? Не е како вообичаено. Последица на леукемијата? Не е вообичаено. Слезенката може да биде зголемена и може да биде вклучена во одредени типови на леукемија. Но не секогаш? Не секогаш. Не секогаш и таа може да биде вклучена, особено кај хроничната миелоидна леукемија, кај хроничните леукемии, кај хроничната лимфатична леукемија, таму може слезенката да биде зголемена и исто така е знак на болеста. На која возраст обично се јавуваат леукемиите? Има ли некој такво возрастно ограничување? Вообичаено акутните миелоидни леукемии се болести на повозрастните, средна возрастна појава е некаде околу 60 години. Хроничната лимфоцитна леукемија е болест на повозрастните, тамо средна возрастна појава е 70 години. Акутните леукемии може да се појават во секоја возраст, од новороденче до најстар човек. Но хронични може ли да се јават кај мали деца, да речеме, или кај млади деца по 30 години? Например, хроничната лимфатична леукемија е привилегија на повозрастните. Ако средна возраст е 70 години, само 10% од пациентите се под 50 годишна возраст. Веројатно, биолошкиот часовник има некаква улога за појава на оваа болест. Веројатно е некоја хронична антигена стимулација која што доведува до одредени промени и манифестација на оваа болест во подоцнежната возраст. Споминавте веќе неколку пати акутни и хронични леукемии. Се разликуваат ли во однос на симптомите, на брзината на развојот на болеста? Да. Се разликуваат. Акутните се акутни, тие се болести кои што брзо настануваат, треба брзо да се препознаат и треба брзо да се реагира, брзо да се лекуваат, бидејќи нелекувани овие пациенти само за 3 месеци може да завршат трагично. Значи многу брзо се развива болест. Тие се многу брзи и многу брзо треба се препознаат, затоа и треба брзо да се лекуваат. За разлика од нив, хроничните леукемии нив ги делиме на хронична миелоидна леукемија и хронична лимфатична леукемија. Хроничната миелоидна леукемија е болест во која што ние хематолозите сме исклучително горди, бидејќи голем број од револуционерни откритија важни за хуманата медицина се случуваат кај оваа болест. За прв пат докажавме дека една соматска
мутација на гените, на хромозомите, транслокација. Генетска мутација е виновна може да биде всушност. причина за настанок на леукемиите. Настанува транслокација помеѓу 22-иот и 9-иот хромозом и се создава така наречен Филаделфија хромозом. Транслатација си ги заменуваат местата? Транслокација си ги значи заменуваат заменување местата? на дел од генетскиот материјал, кој потоа формира еден фузиски протеин, кој што е причинител на леукемијата. Овој Филаделфија хромозом, потоа сознавме дека причинува BCR-ABL онкоген, кој што има зголемена тирозин киназна активност и тоа е всушност настанот кој што ја причинува овој тип на леукемија. Затоа символично 22 септември, 22/9, заради транслокацијата е ден на борба против хроничната миелоидна леукемија и секоја година се одржува на овој ден настан во чест на ова откритие и на овие болни. Денес имаме терапија, која што е таргет терапија, кон која што целиме, бидејќи хемотерапијата гледаме дека не може да постигне секогаш ефект како што посакуваме и е неселективна, да ги уништува и здравите и болните клетки. Затоа денес, благодарение на голем број откритија, имаме лекови кои што се целни терапии, за кои што и со кои што имаме извонреден револуционерен успех. Така кај оваа болест, на пример, правите генетско испитување кај пациентите? Да, апсолутно мора да се докаже ова аномалија, мора да се докаже за да се постави точна прецизна дијагноза, а преку постоењето на таа аномалија го следиме и одговорот на терапијата. Денес имаме терапија која што е инхибитор на тирозинкиназата и која што една болест за која што средно преживување беше до 4 години, денес ја направи излечива болест. Денес над 90% од пациентите со хронична миелоидна леукемија доживуваат над 5 годишно преживување. Дури отидовме до таму да кај луѓето кои што најмалку 5 години се наоѓаат во длабока молекуларна ремисија, почнавме терапијата да ја прекинуваме бидејќи ги сметаме за излекувани. Ова е болест во која што леукемија, во која што успеавме и без трансплантација на коскена срцевина да ги излекуваме пациентите. Професоре, дали сите пациенти со хронична леукемија имаат потреба за лекување? Бидејќи кога ќе се постави дијагнозата, претпоставам дека сите бараат веднаш да се премине кон третман. Има ли лица кај кои што велите не, ќе почекаме, нема да лекуваме? Да, тоа се однесува на хроничната лимфоцитна леукемија. Пациентите со хронична лимфоцитна леукемија, како што веќе споменавме, се возрастни луѓе и во првиот стадиум на болеста ги обсервираме и не се дава веднаш терапијата. Во одреден период од животот, во текот на болеста, овие пациенти сепак ќе станат кандидати за лекување, но не веднаш на почетокот. Но нема шанси да не поминат низ фаза на лекување? Не, во еден одреден период ќе бидат кандидати за лекување. Овој период на следење може да биде различен, но сепак еден ден ќе станат кандидати за лекување за оваа болест. Значи има строги критериуми кога се започува со лекување. Зошто кај нив не се започува? Што следите? Зошто не се започнува? Бидејќи давањето на имунохемотерапија кај нив може да доведе до сериозни компликации, започнувајќи од инфективни, бидејќи хроничната лимфоцитна леукемија е болест на лимфоцитите, таа е болест на имунитетот, одбранбениот систем. Покрај тоа, кај нив има и хипогама глобулинемија, односно тие не се способни да создаваат антитела. Не се способни да создадат адекватен имун одговор, заради тоа давањето дополнително на лекови кои што ќе го оштетат имунитетот може да бидат сериозни, повеќе отколку да го следиме нормалниот тек на болест. Покрај тоа,
ако се работи за пациенти кои што се на 70 годишна возраст, тоа се веќе лица кои што имаат најмалку 3 коморбидитети. Или покачен крвен притисок, или шеќерна болест, или ревматолошки некои заболувања, невролошки и така натаму. Сето тоа може да го искомплицира исходот од терапијата. Но од друга страна пак, лекувањето на пациентите ќе ги доведе во комплетна ремисија и ќе го, условно земено, ресетира имунитетот, да можат овие пациенти да соодветно одговорат на предизвиците кои што ги нуди животот и природата. Тоа се бактериите, вирусите, габичките и други микроорганизми. Имате ли пациенти со хронична леукемија кои што со години ја носеле болеста, биле болни всушност, но немале симптоми и не сте откриле болеста? Може ли со децении да ја имаме болеста, таа да не биде диагностицирана? Зборуваме за хроничната. Механизам да се открие колку време наназад е пациентот болен, не постои. Не постои. Не постои. Не можеме да знаеме колку време е пациентот болен наназад, бидејќи само 30% од пациентите со хронична лимфоцитна леукемија имаат тегоби. Некаде околу 70% се асимптоматски. Дури понекогаш е сосема случаен наод на една леукоцитоза во крвната слика. Што значи леукоцитоза? Зголемен број на леукоцити. Колку значи тоа? Колку се зголемени? Тие можат да бидат бактериски инфекции се зголемени, нели? Да, точно така. Што значи? Колку треба да се зголемени? Ако е горната граница на бројот на леукоцити 10.000 добра на милиметар кубен, овде може да бидат 20, 50, 100.000. Сум имал пациент и со 300.000 леукоцити без симптоми. Така да треба да исполни одредени други критериуми пациентот за да биде поставен на имунохемотерапија. Еден од револуционерните напредоци во медицината, повторно во хематологија, е употребата на моноклонални антитела. Тие се целна терапија. Слушавме ние за време на ковидот. Терапии со моноклонални антитела. Што е тоа? Клетките кои што се малигно трансформирани на својата површина експримираат одредени обележувачи, ние ги викаме CD маркери. Б клеточните неоплазми, како што е хроничната лимфоцитна леукемија, имаат CD20 обележувач на својата површина на мембраната на клетката. Откриен е препарат моноклонално антитело кој што действува директно на овој обележувач, на тој начин и го ја обвиткува клетката и настануваат нејзина цитолиза во уништување. Значи, тие може да имаат сами за себе цитотоксичен ефект, но може да биде тој поврзан и со комплементот, може да биде поврзан со антитело, поврзан на токсичност. Така да, бројни напредоци имаме во лекувањето на леукемиите. Ќе споменам уште еден тип на леукемија, тоа е акутната промиелоцитна леукемија. Тоа е една настанува брзо, така? Од најагресивните леукемии заради крваречките и хемостатските нарушувања. Многу често, многу доцна се открива овој тип на леукемија и ден денес и во најразвиените хематолошки центри раната смртност изнесува повеќе од 10 до 15%, што е извонредно висок процент. Но денес, ако навреме се открие оваа болест, имаме третман кој што е ослободен од хемотерапеутици, од цитостатици. Даваме трансретиноична киселина и арсен триоксид. Тоа се два лека кои што комплетно може да ги излекуваат пациентите со оваа болест ако навреме се открие и ако се премине раната фаза на критичен период на крварење. Значи, рано откривање, но споменавте во разговорот со мене пред емисијата дека изминатиот период поради ковид рестрикциите, бројот на пациенти со леукемија кој што сте ги диагностицирале намален во споредба со другите години. Точно така, повеќе се однесува тоа за пациентите со
малигни лимфоми. А лимфоми се Да, така. бидејќи бројот на пациенти кои што недостасуваат изнесува речиси 1/3 од новодиагностицираните пациенти со лимфоми. Затоа апелот од нашата клиника беше и се уште стои дека нашата клиника ги обезбеди тогаш сите потребни заштитни и безбедносни мерки непречено да се одвива работниот процес, непречено да си доаѓаат пациентите на прегледи. Апел имавме доматичните лекари да ги прегледуваат совесно овие пациенти, бидејќи тегобите на имунолошкиот дефицит, на коронавирусната инфекција и малигните хематолошки болести може да бидат многу слични. И заради тоа треба овие пациенти редовно да бидат прегледувани и совесно да бидат препраќани навреме до хематолошката институција, бидејќи раното откривање на болеста значи откривање во прв стадиум на болеста за лимфомите. Не е исто да се лекува пациент во прв стадиум, каде што се очекува излекување, и да се лекува пациент во четврти стадиум, каде што исходот на болеста не е толку сигурно дека ќе го излекуваме. Професорке, акутните леукемии има стадиуми на болест? Нема стадиуми во акутните леукемии, тие се системски болести, како што кажавме. Веднаш е зафатено цело тело. Веднаш, ако е крвта болна, која што ги донесува кислородот, хранливите материи, тогаш секој орган страда. Таа треба да ги однесе и токсичните материи кои што се создаваат во текот на метаболизмот. Затоа акутните леукемии се многу страшни болести, животно загрозувачки, бидејќи секој орган може да страда во тек на оваа болест. Какви испитувања правите кога ќе дојде пациент кај кој што ќе се посомневате на леукемија? Прво се разбира, се прави крвна слика, за која што веќе на почетокот споменавме, каква ќе биде, може да има леукоцитоза, може нормален или намален број на леукоцити, ќе има анемија, ќе има тромбоцитопенија, веднаш се прави периферна размазка, во која што ќе ги детектираме. Што е тоа периферна размазка? Вие гледате под микроскоп, да, гледаме под микроскоп, тоа е стандардна процедура. На стаклен? На стакло се бои со соодветна боја по Мей Гринвалд и Гимза, тоа се две боења и се гледа периферната крв под микроскоп. Тука веќе може да се забележат бласти, тоа се младите леукемични клетки кои што треба да ги има само во коскената срцевина. Тие не треба да излезат во периферната крв и тука го поставуваме првиот сомнеж. После тоа, неопходно е да се направи анализа на коскената срцевина, да се земе примерок коскена срцевина и од да кој се дел од кој коски се најчесто од зема? грабната коска е достапна, да. Од колку бидејќи тука земате? некогаш земаме од карличната коска. А од карличната коска, Да, така? од карличната коска може да се земе, тамо може да се земе и парче коска и коскена срцевина, но не кај акутните леукемии, кога имаме сомнеж за некои други хематолошки малигни и немалигни заболувања, како што е пластичната анемија или примарната миелофиброза. Кај акутните леукемии, кога се сомневаме, правиме стернална пункција, значи од стерномот, од градната коска, вадиме коскена срцевина, таа е во течна форма, потоа оваа коскена срцевина ја проследуваме до флоуцитометристите, се прави флоуцитометрија и на најсовремено ниво се докажува не само типот на леукемијата, туку и потеклото на леукемичните клетки. Дали се работи за миелобластна леукемија, дали се работи за лимфобластна леукемија, дали е таа од Т-клеточно потекло, дали од Б-клеточно потекло. Понатаму правиме и молекуларни тестови на фармацевски факултет, со кој што имаме извонредна соработка и на тој начин ќе успееме точно да го дефинираме типот на леукемијата кој што го имаме пред нас, бидејќи тоа детерминира и соодветна терапија понатаму. Бидејќи не сите леукемии се лекуваат со исти лекови, со исти протоколи. Кај кого препорачувате трансплантација на матични клетки од коскена срцевина? Трансплантација на матични клетки на коскена срцевина е единствена куративна метода која што може да ја излекува леукемијата. Се разбира, еден од лимитирачките фактори представува возраста. Не може многу возрастни луѓе да бидат лекувани со трансплантација од друг дарител, така да
Нашата клиника започна со трансплантација од 2000 година, од 2018 имавме уште еден голем успех. Започнато е да се лекуваат пациентите со леукемии со користење на матични клетки од несродни дарители и полуидентични дарители, така да ова е метода на избор за голем број на пациенти со акутни леукемии и единствена надеж за целосно излекување на овие доскоро неизлечиви болести, што исто така представува еден голем успех во хуманата медицина, тоа е клеточната терапија. 5-годишното преживување колкаво е кај овие пациенти што се трансплантирани со матични клетки? Во зависност од основната диагноза, во зависност од стадиумот во кој што се трансплантираат, многу се различни процентите, меѓутоа преку 50% од пациентите треба да бидат излекувани, бидејќи ако живеат подолго од 5 години, нив ги сметаме за излекување, иако во период од 5 години не се врати болеста назад. Понекогаш пациентите со хронична леукемија добиваат ваква препорака за трансплантација на матични клетки или кај нив се применуваат лековите кои што ги наброевте? Кај хроничната лимфоцитна леукемија тоа е извонредно, ретко, бидејќи кажавме средна возрастна појава е над 60-70 години, така да кај нив многу ретко, иако не е исклучено, кај помлади пациенти кои што се извонредно рефрактерни на другите начини на лекување, е возможно да се направи трансплантација на матични клетки, но не е вообичаено заради возраста. Кај пациентите со хронична миелоидна леукемија, за нив кажавме имаме нова палета на лекови, тирозинкиназни инхибитори, кои што можат да ги излекуваат пациентите без трансплантација. Така да трансплантацијата и тамо може да биде употребена кај одредени пациенти кои што се рефрактерни на тирозинкиназните инхибитори, кај што другите облици на лекување нема да вродат со плод. Сепак, одреден број на пациенти кои што имаат одредени мутации, како Т315 и мутацијата и некои други, се кандидати за лекување со алогена трансплантација. Така да сигурен модалитет за лекување и излекување останува кај акутните леукемии. Пациентите со вакви заболувања имаат намален имунитет, што значи дека се поподложни на инфекции од бактерии, вируси, габички, споменавте и други микроорганизми. Има ли начин да се зајакне нивниот имунитет во тој период? Пациентите со хематолошки малигни заболувања се имунокомпромитирани пред се заради основната болест. Видовме какви се дефекти може да се случат во имунолошкиот систем. Второ, имунокомпромитирани се заради терапијата, хемотерапијата, радиотерапијата, имунотерапијата која што ја споменавме, така да една од причините за фатален исход кај овие пациенти представуваат инфекциите. Затоа треба да се внимава, имаме соодветни протоколи како овие пациенти да бидат третирани во тек на овој имунолошки дефицит. Најтешко имунокомпромитирани пациенти се трансплантираните пациенти, бидејќи тие во тек на кондиционирачкиот протокол и во посттрансплантациониот период ги губат не само гранулоцитите, тоа се првата борбена линија, туку ги губат и Б, и Т лимфоцитите, се намалуваат имуноглобулините, кај некои дури и се намалуваат и ги губат и мемори клетките, тоа се оние кои што ги стекнуваме со вакцинација. Затоа овие пациенти после извесен период од трансплантацијата ги подложуваме на вакцинација како новороденче. Така да треба одново да бидат вакцинирани за да може да се справат со одредени заболувања. Кај некои од овие пациенти реоформувањето на имунитетот трае неколку месеци, но кај некој може да трае и со децении. Затоа е важно овие пациенти да бидат соодветно советувани и изгрижени по однос на имунолошките дефекти кои што се случуваат. Затоа и во тек на коронавирусната инфекција имавме голем број на инфекции кај нашите пациенти, затоа и даваме препораки за вакцинација кај нив, затоа имаме и секоја година препораки за вакцинација со инфлуенца, бидејќи и грипот воопшто не е
наивна болест, бидејќи и грипот може да однесе голем број на пациенти, а особено вакви со имунолошки дефицит. Затоа во периодот на есента, доцна есен, се даваат препораките за вакцинација на овие пациенти и на здравствените работници. Јас се вакцинирам против грип повеќе од 15 години, верувам во вакцинацијата и верувам дека хуморалниот имунитет е важен за да се помине безбедно зимата, не заради себе, туку заради контактот со имунокомпромитираните Така, имате постојано контакт со пациенти кои што се во ваква состојба. Затоа треба да се препорачува кај овие пациенти да добиваат одредени препарати кои што ќе го зајакнат Какви се тие имунитетот. препарати? Па има различни препарати на пазарот кои што се најчесто на природна база. Иако во водичите хематолошки за третман на ваквите имунокомпромитирачки состојби не постои единствена препорака, сепак јасно е дека препаратите кои што во себе содржат витамин С или цинк или одредени други состојки како што е стаматинот, можат да се препорачат кои овие пациенти со започнување на доцна есен да ги добиваат, бидејќи истите тие препарати ги препорачувавме кај пациентите кои што беа заразени од коронавирусната инфекција. Веројатно, состојките на овие препарати обезбедуваат подобар имунитет. Навистина има бројни студии во кои што овие препарати обезбедуваат безбедна зима, безбеден период во борба против вирусите, особено кај имунокомпромитираните пациенти. Колку време може да се земаат? Цела зима? Може да се земаат цела зима овие препарати, тие се на природна основа и може да се земаат безбедно, без некаква посебна препорака. Значи, тоа би требало да овозможи подобрување на нивниот имунитет во период кога, еве сега сме изложени навистина на огромен број вирусни, пред се респираторни инфекции. Споминавте дека овие пациенти имаат навистина компрометиран имунолошки одговор. Точно така. Што ќе советуваат исто така лицата кои што поминуваат низ една ваква болест? Како сето тоа влие врз психата? Може ли и тоа дополнително да го наруши имунитетот? Велат стресот исто влие врз имунолошкиот одговор? Сигурно, апсолутно е важно околу овие пациенти да работи тим кој што е одлично едуциран за работа со вакви пациенти. Ги советувате да разговарат со психолог, со психијатар? Апсолутно, ние имаме на нашата клиника и психолог, имаме и социјален работник, но и ние сме најголемите психолози, бидејќи најголем дел од времето пациентите поминуваат со нас. Ние сме одлично едуциран, речиси секој лекар на клиниката има поминато доволно добар тренинг за работа со ваков тип на пациенти, кои што се посебна категорија. Не е лесно да се соопшти да се соопшти ваква диагноза е обврска, бидејќи денес секој пациент треба да подпише согласност за лекување со хемотерапија, со имунотерапија, со трансплантација. Затоа пациентот мора да биде соодветно информиран за болеста, да се работи на тоа, да ја прифати болеста позитивно, бидејќи гарантирам дека оптимистите се тие кои што ги победуваат овие болести. А сатисфакцијата на нашата работа е да имаме што е можно повеќе излекувани пациенти победници. Со оглед на тоа дека не се знаат точните причини за појава на леукемиите, се знае нешто, се знаат генетските фактори, се знаат одредени ризик фактори, но сепак не се утврдени точните причини зошто сите сме изложени, да речеме, на вие негативни влијанија кои што може да доведат до појава на леукемија, но не секој ќе развие ваква болест. Може ли да се зборува за некаква превенција кај леукемија? Како што и досега наброивме во текот на разговорот, најверојатно овие болести настануваат заради голем број комплексни причини во кои што влегуваат одредени генетски, наследни предиспозиции кон одредени болести, фактори од околината, ионизирачкото зрачење го споменавме, вируси.
хемикали, дали значи ка секој што е носител на тој ген ќе ја развие болест? Не. Веројатно се потребни повеќе фактори да работат во исто време за да се добие болеста, како што не е можно со одреден вирус да се предизвика леукемија. Веројатно контрибуираат, значи здружени повеќе фактори за да може да настане одредена болест. Одредени луѓе веќе знаеме кои што во своето семејство имаат малигна хематолошка болест, пресметано е нивниот ризик за настанок колкав е. Но тоа не е. Па, например, за хроничната лимфоцитна леукемија знаеме дека е 8 пати поголем ризикот за настанок на некаква лимфопролиферативна болест во семејството во однос на општата популација. И сега што тие треба да прават? Редовно да се контролираат? Што советувате кај нешто имаат вакви хематолошки малигни болести во семејството? Такви препораки се уште нема, бидејќи не можеме да предвидиме ни однапред дали ќе се трансформира. Но редовни, систематски прегледи, редовни прегледи на крвната слика сигурно можат навреме да ја откријат болеста. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување и што на јасен, убав начин ни појаснивте многу аспекти на оваа сложена болест. Ви благодарам, задоволството е мое. Почитувани професор доктор Злате Стојановски, субспецијалист по хематологија од Универзитетската клиника за хематологија, беше нашиот денешен гостин во Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.